Сколиозите представуваат еден комплексен тродимензионален структурен рбетен деформитет, кај кој што е присутно искривување во страна на одредени сегменти од рбетот, поголемо од 10 степени, мерено според методот на КОП. Така да таа представува една општо прифатена дефиниција што представува вистинска структурна сколиоза. Традиционалната поделба на сколиозите во однос на хронолошкиот период кога се јавуваат препознава три групи на пациенти. Тоа се пациенти со инфантилен тип, кај кој што сколиозата за прв пат е диагностицирана од раѓањето до 4-та година од животот, потоа јувенилни кои што се јавуваат во периодот од 4-та до 10-та година од животот и адолесцентни сколиози кои што се јавуваат во периодот од 10 до 14 годишна возраст. Сите оние рбетни деформитети во смисла сколиози кои што се јавуваат после завршувањето на коскениот раст и развој ги означуваме како адултни форми на сколиоза. Меѓутоа, настрана ова хронолошка класификација, од практичен аспект многу ни е повитна една нова класификација, која што е многу поедноставна, меѓутоа ни дава многу подобар увид во диагностиката и третманот, а тоа е поделба на early onset, односно сколиози кои што се јавуваат пред 5-та година од животот и сите останати. Спецификата на ова класификација е во тоа што најбитниот период за развојот на белодробното ткиво е до 5-та или 6-та година и баш поради тоа деформитетите кои што се јавуваат до тој период знаат да направат сериозни проблеми во развојот на самото белодробно ткиво, а со тоа да дојде до засегање на кардиопулмоналниот систем. Последиците од тоа реално може да бидат многу сериозни, кои што може да го следат пациентот и понатаму во текот на неговиот живот, а во не така мал број случаи може да доведе и до засегање на самиот животен век на пациентот во таа возраст, што реално може да биде многу драматично. Сколиозите, третманот на сколиозите во основа е поделен, во основа се води според фазата на развој на деформитетот, така да оние рбетни деформитети, оние сколиози кај кои што деформитетот е со некоја вредност до 25 степени, за тој тип се предвидени така наречените вежби за сколиози, поради кои што ние ги реферираме нашите пациенти кај колегите од физикална терапија. Тоа дали ќе работат со симетрични, асиметрични вежби, методи по шрот и слично. Така да тој дел на третманот, на конзервативниот третман, останува на нашите колеги од физикална терапија. Средната група на пациенти е таа, и може да се каже и најголема група на пациенти, кај кои што рбетните деформитети се помеѓу 25 и 50 степени, особено во онаа возраст, особено кај оние пациенти кои што се уште скелетно иматурни, односно кај кои што се уште постои простор за раст на рбетот, кај тие пациенти е предвидено корсетирање како третман, со тоа што корсетирањето колку и да е непријатно дава ефект, меѓутоа дава ефект само доколку се употребува тоа помагало така како што е препишано од наша страна. Ефектот од корсетирањето докажано е дека е дозно зависен, што значи соодветно толку колку што се носи, толку има и поголем ефект. Тоа го кажуваме заради тоа што многу често во секојдневната пракса се соочуваме со отпор, особено од младите пациенти во адолесцентниот период. Повеќето психолошки отпор од средината, отпор што ќе кажа другарчињата и слично, меѓутоа се во тие години се надминува фактот дека реално тој период од животот и развојот не може никогаш повеќе да се врати и тој ефект што би го имале со корсетирањето во тој идеален период не можеме да го вратиме, не можеме да го постигнеме тој ефект во иднина. Во оваа прилика морам да ја искажам мојата благодарност за професионалната соработка што имаме со Заводот за ортотика и протетика Слави, со кој што соработуваме долги години, кои што ни излегуваат во пресред на нашите барања и на барањата на нашите пациенти со цел да можеме идеално да ги третираме тие пациенти. Сепак бевме сведоци дека е присутна и таа технологија за изработка на корсети што е присутна и во западните земји, така да и ефектот од самата нивна работа и нашата соработка е евидентен, заради тоа што многу пациенти има кои што веќе долго време, барем јас лично ги третирам и веќе имаме нотирано сериозни резултати. Кога зборуваме веќе за тој посериозен третман, во смисла на хируршки третман, тој третман е резервиран за кривините над 50 степени.
Реално има прашање дали секоја сколиоза се третира хируршки, факт е не се третира, едноставно нова група на пациенти отпаѓа многу мал број, меѓутоа од друга страна пак третманот е многу комплексен и за самиот хирург и комплексен и за пациентот и неговото семејство, заради тоа што станува збор за еден од најопсежните хируршки третмани што може да се направи на човечко тело. Во однос на хируршкиот третман би издвоил тука две големи широки групи на пациенти. Тоа се пациентите кај кои што постојат деформитети, меѓутоа кај кои што се уште постои простор за раст, значи условно кажано скелетно иматурни пациенти и пациенти кај кои што растот е при крај. Доколку, значи овој тип на деформитети се оперира тогаш кога се исполнети минимум критериуми. Значи кај ваков тип на случај ние не чекаме да видиме што ќе се случи. Еволуцијата на состојбата ја знаеме каква е и тоа е најголемата борба со пациентите и со семејствата во смисла на тоа кога да биде тајмингот на оперативната интервенција. Едноставно постојат клинички радиографски параметри кои што представуваат основа за носење на одлука. И кај ваков тип на случај, во смисла на ваков тип нарветни деформитети, првиот момент кога се постигнати минимум критериуми, тогаш сугерираме оперативен третман. Овие две групи ги спомнав заради тоа што концептот на третман на хируршкиот деформитет подразбира имплантирање на одредени импланти во арветот, со кои што во одредена фаза од развојот и во зависност од тоа каков е степенот на раст и развој на детето, треба да постигнеме различни цели. Кај скелетно иматурните пациенти, целта не е да го коригираме деформитетот, значи арветот да биде прав, туку целта ни е да го насочиме растот. Додека дојде во фаза кога ќе биде скелетно по-матурно, за да може да направиме конечна фузија. За таа цел ни постојат така наречените growth friendly техники, односно техники кои што не го спречуваат нормалниот начин на растење на арветот, заради тоа што историски е докажано дека колку се интервенира кај повеќе, кај помлади пациенти, кај кои што постои долг период на раст и развој, тогаш компликациите од самиот хируршки третман се драматични. И баш поради тоа во последниве десетина години се развија неколку генерации на нарветна инструментација кои што на некој начин го подпомагаат растењето и го насочуваат растот на арветот. Ми представува голема чест и задоволство лично, професионално мое задоволство да кажам дека во нашава држава од годинава присутен е последниот збор на технологијата во однос на третман овој тип на пациенти, тоа се магнетските растички системи, така наречениот Magic System. Секој кој што чита за таа тема и родителите и докторите знаат дека таа е последната генерација и последната технологија што постои на оваа тема. И за среќа се погриживме со нашите партнери од индустријата да ги донесеме во Македонија и верувам дека ќе почнеме со првите интервенции година. Значи, како што спомнав за оваа група на пациенти кои што се скелетно иматурни, целта е да го насочиме растот и развојот, не да го коригираме деформитетот. Тоа е поради тоа што за да го коригираме деформитетот и за да го задржиме во таа позиција, ние треба да направиме арветна фузија. Арветната фузија, како третман од избор, како златен стандард за третман на овој тип нарветни деформитети е резервиран за пациентите кои што веќе неколку пати кажувам, се матурни, односно веќе има некој минимум критериуми исполнето на скелетен раст и развој, со кој што може да кажеме дека е безбедно да се изврши таква скелетна фузија без понатамошни ризици за нивната општа здравствена состојба. Арветната фузија опфаќа имплантирање на импланти, тоа се педикуларни штрафови во секој посебен парчлет, зависно од тоа каков е предоперативниот план според соодветниот тип на кривина, кои што после тоа со низа маневри кои што се извршуваат преку родови, односно шипки изработени вообичаено од покрута легура, титаниум или легура на титаниум или кобалт хром. Целта е со низа на маневри кои што ги правиме за време на самата оперативна интервенција да го одвртиме и да го исправиме арветот. И после тоа да го задржиме во таа позиција со тоа што за време на самата оперативна интервенција овозможуваме зглобовите кои што се помеѓу самите пашненски тела
да фузионираат едно со друго, значи да бидат премостени со текот на времето со коска, која што понатаму ќе го преземе отоварувањето на рветот од металот и едноставно рветот ќе биде во една коригирана позиција и понатаму нема начин како да се влоши таа состојба. Едноставно на тој начин дефинитивно е решен проблемот со рветниот деформитет на пациентот. Колку одиме понатаму во текот на растот и развој, да речеме имаме пациенти кои што биле диагностицирани на нивна 12-та година и се да речеме идеално би биле кандидати за оперативна интервенција според клинички радиографски критериуми во нивната 14-та година. Ако се одложува таа оперативна интервенција понатаму, 16-18 години понатаму, ефектот од самата операција е се помал, а причината за тоа е заради зреењето, да речем, на ткивата, заради старење, да не биде старењето, рбето станува поригиден и меките ткиви и коскевните структури стануваат поригидни, зглобните тела се добиваат една друга принудна позиција, така што и самиот ефект, самата корекција на рветниот деформитет е се помала и помала. Така да доколку правилно се диагностицира, правилно се следи, правилно се води третманот според фази, тогаш исходот од целата оваа патологија и целиот третман е поволен и за пациентот и за нивните семејства, а и за нас како професионалци што ги третираме. Рветните деформитети во смисла на сколиозика и пациенти со церебрална парализа представуваат една посебна класа, посебна група на пациенти во смисла на невромускулен тип на сколиози, кај кој што основното засегање кој што доведува до таков тип на деформитет е засегањето при церебрална парализа, односно засегањето на централниот нервен систем. Многу е честа компликацијата, не е ретко, мислам скоро секој пациент со церебрална парализа има некаква форма на рветно страдање во смисла на деформитет. Многу е битно кај церебралната парализа да се утврди типот, дали станува збор за флациден или спастичен тип на церебрална парализа и едноставно да се види каква е тенденцијата на рветот, дали од оваа фаза, од оваа возраст покажува знаци на ригидитет или е флексибилен. Така да, во зависност од потребите на пациентот, неговиот статус клинички и во зависност од тоа што може да видиме, во моментот може да се направи некаква проекција што би можеле да очекуваме во иднина и да се даде некаков тип на решение во моментот. Многу е битно кај пациентите со церебрална парализа начинот на кој седат, заради тоа што голем број од деформитетите, особено во лумбалниот дел на рветниот столб потекнуваат од неправилен начин на седење. Причината за тоа е во основа неупотребување на соодветно помагало во смисла на соодветна инвалидска количка за церебрална парализа, која што ги има сите додатоци за да може соодветно да биде пациентот фиксиран. Поминува најголем дел од денот. Така да тука гледам најголем проблем за почеток на таков тип на деформитети, кои што многу често уште во рана возраст не обрнуваат толку внимание родителите, а реално остава последици за понатаму. По оперативни интервенции понатаму из овој тип на рветни деформитети постојат и се прават, меѓутоа факт е дека оваа група на пациенти е обременета со многу сериозни можни ризици, можни компликации кои што доаѓаат не толку од рветниот деформитет, туку од нивната општа здравствена состојба. Познато е во литературата како податок дека при само оперативна интервенција постои една состојба што се нарекува малигна хипертермија која што може да се јави, потоа многу често се јавуваат проблеми со оперативната рана во смисла на инфекции, малнутрицијата исто така е проблем. Така да се нас се станува збор за една комплексна група на пациенти кај која што наискрено не треба човек да биде преагресивен во третманот, едноставно треба да се следи да се извади максимум од конзервативниот третман, а кој тип на конзервативен третман ќе биде, да се вратиме на прашањето, најмногу зависи од моменталниот клинички статус на пациентот, за кој што те треба да се обрати
нашата институција да направиме соодветен преглед, проценка и да дадеме некој решение. Суштината на здравието на нарбетот е во грбната мускулатура. Намерно почнувам од тука заради тоа што е многу често тој факт го забораваме сите, го забораваме и ние, го забораваат и пациентите. Едноставно, во нашите амбуланти многу често доаѓаат пациенти, доаѓаат родители со деца кои што се обраќаат во смисла детето неправилно седи, па ни треба, молиме да ни дадете помагало за да седи исправено и слично. Тука сакаме да нотираме една многу популарна мисконцепција. Тоа е дека кај општата популација многу е познато тоа дека арбетниот деформитет, дека сколиозата може да настане од неправилно држење на телото, од работа на телефон или на компјутер, од неправилно седење и слично. Едноставно тоа е невозможно. Значи, невозможно е да настане вистински структурен деформитет заради тоа што во основа арбетните деформитети веќе се докажува во последните години дека имаат генетска основа. Така да тоа го кажувам за да расчистиме таа работа, ја на секоја консултација на пациентите го нотирам. Тоа едноставно да знаат дека не е некој надворешен фактор виновен за тоа што ќе се развие. Од друга страна пак тоа што многу често го гледаме не е сколиоза, туку е сколиотично, односно кифосколиотично држење на телото, кој што представува во основа неструктурен тип на деформитет, во смисла на тоа дека тој е реверзибилен. Клучот, да се навратиме на прашањето, клучот на превенција на тој тип на арбетни деформитети е соодветна физичка активност, во смисла фокус на зајакнување на арбетната, односно паравертебралната и грбната мускулатура и работа на флексибилноста на арбетот. Затоа постојат соодветен тип на вежби, физичка активност, не мора да е физикална терапија, секој тип на физичка активност со која што ќе биде стимулиран тој дел од мускулатурата на човечкото тело е добре дојде. Дали тоа ќе биде спорт, дали ќе биде одбојка, дали ќе биде пливање, дали во подоцнежните години, над 15 години фитнес, не е битно. Битно е да се работи на зајакнување на грбната мускулатура и да се работи на флексибилност на арбетот. Така да тоа е најбитната и најефикасната превенција за настанување на ваков неструктурен тип на арбетни деформитети. А за сите останати нема превенција. Таков тип на скрининг прегледи реално не постојат. Едноставно, знаеме, во раниот развој постојат тие тромесечни прегледи кои што се прават кај бебињата после раѓање и после периодот на проодување и осамостојување на децата, едноставно не постои некој рутински или предвиден скрининг преглед кој што се прави на некоја одредена возраст во смисла на тоа да превенираме, односно рано да откриеме дали постои арбетен деформитет. Реално арбетните деформитети најчесто ги препознаваат родителите во некоја фаза од развојот на детето, така што во основа нема година кога би требало да се дојде или од кога очекуваме да се јави. Спомнавме на почетокот дека реално во секоја старосна група може да се јави некаков тип на арбетен деформитет, дали ќе биде вроден, дали ќе биде идиопатски, дали ќе биде секундарен, реално ниедна старосна група не е поштедена. Така да тоа што апелираме родителите да бидат внимателни на секои знаци на асиметрија на човечкото тело, односно на телото на детето, да обрнат внимание и да се обратат на консултација во нашите амбуланти. Самото тоа што арбетот се наоѓа во средиштето, во средната линија на торзото на човекот, секој отстапување од таа позиција се манифестира како асиметрија на левата и десната страна на телото.
Тоа што најчесто или прво го забележуваат родителите во основа асиметрија на рамениот појас, потоа појава на гибозен деформитет, односно грбка при наведнување на задната страна на градниот кош, или многу често асиметрија на лумбалниот дел, при која што родителите нотираат во смисла на тоа дека едниот колк е поиспакнат од другиот, меѓутоа тоа не е случај, едноставно станува збор за отстапување на оската на торзото наспроти оската на крлицата, поради што таков печаток се добива. А тоа не е реално случај, тука тоа е последица на деформитетот. Така да во основа тоа што се забележува како прв знак е асиметрија на левата и на десната страна на телото. Секоја асиметрија не мора да значи дека е знак за сколиоза. Еден голем дел на пациенти покажуваат асиметрија поради мускулен дисбаланс на двете страни на телото, меѓутоа во отсуство на структурен нерветен деформитет. Така да има некои фини детали и разлики во таа проценка за која што најпаметно е да се обратат родителите при било каков сомнеж, да се обратат во нашите амбуланти за да дефинираме ситуацијата за која што тие се сомневаат. Слави, ваш партнер во движењето.